Современиот начин на живот и предолгото седење пред компјутер ги зголемува болестите на рбетот, вели професор доктор Јордан Савески, шеф на спинален центар во клиничката болница Аџибадем Систина. Проблемите со рбетот се најчесто дегенеративни. Дискуси, така наречен low back pain, понатаму повреди има доста, инфекции, тумори, деформитети во дечка возраст, затоа што искривување има на рбетниот столб, и во возрастни години, каде што исто постои искривување и то дегенеративно, кое е врзано со начин на живење, со возраст. Понатаму остеопорозата е огромна, поготово во женскиот пол, која после секоја жена после менопауза би требало да прима некаква протекција за да не дојде до тие дегенеративни промени. Симптомите при повреди и други состојби на рбетот можат да се манифестираат на повеќе начини, така што е многу важно прецизното дијагностицирање на потеклото на болката во грбот или вратот, рацете или нозете. Причините за повреди на рбетниот столб се различни. Од тие кои децата се раѓаат со конгенитални малформации, преку идиопатски сколиози, идиопатска не е позната во што е причината, а детето е искривено. Нема никаков субстрат, али сепак детето има или сколиоза или кифоза. Сега, ако мало се почепка во фамилија, ќе се најди некој таков, најверојатно некоја дамка на хромозомите. Значи, генетски генерирана. И то точно не се знае, а тие се најчести идиопатските. Понатаму, ова што кажавте со ранецов, или ова што кажав, ја ќе кажам сега, дека седење пред компјутерот и iPod и цело време децата почнуваат булјат веќе ние имаме компјутерска генерација. Денес на дете може да личи рбетниот столб на оние постарите, затоа што начинот на живење се смена. Се помалку се на улица, децата, се помалку се во дворовите на физичко воспитување, се повеќе има 300 игри, те фејсбукови, така да цело време булјат и велам јас дека веќе се роди и компјутерска генерација. Прв чекор во лекувањето на проблемите со рбетот е нехируршки третман, а пак за некои проблеми со рбетот, хирургијата е единствено решение. И најмалите деца и адолесцентни деца, мислам во покасниот период, каде што најчести се деформитетите на рбетниот столб, така наречени сколиози, каде што рбетот се криви во страна или пак напред-назад, тие ги викаме кифози, а овие во страна како сколиози. Значи, тие пациенти може да се оперират и се оперират во Аџибадем Систина. Понатаму повредите, без разлика каков пристап бара, дали он напред или позади, или комбиниран, исто така, со успех ги работиме. Понатаму дегенеративните деформитети, кај постарите луѓе, остеопорозата се лекува по конзервативен пат, меѓутоа се лекува и по оперативен пат со апликација на цемент, бидејќи кога пршленот ослаби ради остеопороза, во тој случај тоа колабира, пополека се смалува и се јавуваат болки. Значи, Аџибадем Систина е спремна и со тим, и со опрема, да сето тоа го прави преку кожа, така наречена перкутана. Пер значи низ, кутис кожа, без отварање. Некогаш сето тоа го правиме со широки отварања, сега нема потреба, затоа е за пола сат се убризгува цемент кој се стврднува и тие пршлени покасно се појаки од другите пршлени. И обично кога дојде до некоја фрактура, обично се јавува на другите, а не на нив. Болките се губат веднаш. На крај лекуваме инфекција, дали е тоа гнојава инфекција, пиогена од бактерии или туберкулозна инфекција и на крај сите видови на тумори. Професор доктор Савески со совет. Правилен живот, односно брза храна, генерира многу болести. Второ, значи права храна, физичка активност, значи да децата играат по игралишта, на улица, во паркови, за да не понатаму секакво забележување на било какво искривување,
Не треба да чека до школските години, уште порано, затоа што кога дојде пациентот во право време, може и со конзервативен начин да се тоа третира, да не дојде до хируршка интервенција. Проблемите со рабетот го прават животот комплициран, а секојдневните активности за овие пациенти се вистински предизвик, вели професор доктор Савески и додава дека спиналниот центар во Аџи Бадем Систина постои за да го подобри квалитетот на живот на пациентите.